أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джал и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Денеска со Аллахова дозвола продолжуваме со 33-тиот хадис од 42-та хадиси на имам ан-Навави рахимехуллаху таала. Овој хадис го забележува Ибн Аббас радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Лау ю'та ан-насу бид'авахум ладda'a риджалун амвала қауmin ва дима'ахум, ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره." حديث حسن. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: ако на луѓето им се давало само врз основа на нивните тврдења, тогаш некои мажи би присвојувале имоти и крв на другите луѓе, но доказот е обврска на оној кој тврди, а заклетвата е обврска на оној кој негира. Овој хадис, бреча, имам Ибн Дакиқ ал-Ид рахимахуллаху таала рекол: овој хадис е од темелите на шеријатските прописи и најголемиот основен извор при несогласување и расправи. А кој од нас не е дојден до расправија или до спор со некого на ова дуња? Нема нити еден од нас. Затоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем овде ни дават лек и ни дават решение како да се однесеме кога ќе имат спор измеѓу нас или општо измеѓу луѓето. Шејх Саъди рахимахуллаху таала рекол: овој хадис кој основа во судење и во пресуда измеѓу двојца или измеѓу две групи, велит овој хадис има огромна вредност и е еден од темелите на судските прописи и постапки, кој е посебен хадис за кадија, за судија или за секој еден инсан кој има некакво својство пред својот народ и го земве за да му реши некакви спорои измеѓу ними. Судењето, вели, меѓу луѓето се спроведува кога ќе настане спор, па едниот од нив тврди дека има право на другиот, а другиот го негира тоа право. Што значи кога ќе настапи спор измеѓу двајца, тогаш настапите одма овој хадис на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Како пример, табинот Абдулла ибн Аби Мулейка рахимахуллаху таала рекол: бев кадија или бев судија на Ибн Зубейр во Таиф за време на халифата на Абдулла ибн Зубейр, кога тој владееше со Хиджаз. Таиф денеска познатовиот град во Саудиска Арабија, кој се наоѓа блиску во областа на Мекка, а во тоа време таму живеело племето Thaqif. Овој табин е спомнал случката со две жени, која ја пренел и имам Ал-Бухари рахимахуллаху таала во својот сахих. Две жени кои живееле и заедно шиеле и работале, значи, со игла во куќа или во соба. Едната излегла со дланка прободена со шилест предмет, сличен на голема игла. Па во тие моменти таја ја обвинила на другата дека ја повредила, ја ранила. Но другата го негирала тоа. Колку денеска се десвит измеѓу брајча, општо измеѓу народов, кога еден ќе обвини некого други дека нешто му има направено, а тој вистински не му има направено. И го негирви со потполно право. Па овој табин Ибн Аби Мулейка рекол: му напишав писмо на Ибн Аббас во теа време за ова прашање.
Pa mi reče, ili mi odgovori, Allahoviот pratеник sallallahu alaihi wasallam je rekol, pa mu go citiral ovia koranski ajet, ovoj hadith. Ако на луѓето би им се давало врз основа на нивните тврдења, свекој ќе дојде ќе тврди нешто. Свекој ќе дојде ќе барат хакон некого. А дали е те исправно или не? Ако ојме по таа основа, ќе направиме зулум на многу луѓе. Па вели Мухамед алейхи салам, ако на луѓето би им се давало врз основа на нивните тврдења, тогаш некои мажи би присвојувале имот и крв на другите луѓе. Па затоа, ако дојде некој да тврди нешто, дека некој му има зедено или нешто му борџи, морат, вели тој, да донесат јасен доказ. Ова е една страна. А ако нема доказ, тога останви на вториот, врз кого е поднесена тужба, тој да се заколни дека нема ништо со теја. Тога се пресуди во негова корист. Други пример, него забележи има Муслим рахимахуллах од Ваил бен Хиџр радијаллаху ан, кој се пренесува дека рекол. Други пример, до Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем дошол еден човек од Хадрамаут и еден човек од Кинде, место. Овој од Хадрамаут рекол: о Аллахов пратенику, овој човек ми ја зеде земјата која ја припаѓала на мојот татко. А додека тој рекол: ова е моја земја, во моја рака е, јас ја обработувам и тој нема никакво право. Иде двојца ке Мухамед алейхи салам и се спорат околу земја. Едниот цел живот е обработвит и живејте од неа, и после иде некоја особа и вели дека ове место му припадвеше на татко ми. И ова е наше место. Па тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем му рекол на тој од Хадрамаут: имаш ли доказ за ова што го тврдиш дека ова нива му припаѓа на татко ти? Па му рекол: немам. Тогаш пратеникот алейхи салату вассалам рекол: тога за тебе е неговата заклетва. Ово од Хадрамаут му рекол, што е нормално и свекој нас да помисли: о Аллахов пратенику, овој човек е грешник. Овој човек е грешник. Не се грижи да се заколнит криво. Не се грижи да се заколнит, да знам дека момит. Не се плашит од Аллах азза ва џел. Ја немам доказ да иста, а тој му и многу лесно да се заколнит, посебно ако не се плашит и страмит од Аллах азза ва џел. Па вели Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем: немаш од него освен теја, освен заклетвата. Ми ја судиме надворешно, а после пресудата ке Аллах азза ва џел. Па кога тргнал да се врати Мухамед алейхи салам, кажал други говор, кој во еден случај како олеснување за него. Па му рекол алейхи салату вассалам: ако се заколне и момит во теа колнење, се колни за да присвои туѓ имот неправедно, на вистина ќе го сретне Аллах на судниот ден, а тој ќе се одврати од него. Што значи, неговото место ќе биде џехеннем валијаду биллах. Тешка казна. Можеш да земаш ти парче земја на ова дуња, неправедно некого, и тој мискин немој да се искажи, немој да докажи. Или си напред лажни документи, или си се заколна лажно, но на судниот ден нема да ти важи тие лажни заклети кои користеше на ова дуња. И затоа на судниот ден тие ќе имаат голема и строга казна, а доволно е тоа што Аллах азза ва џеле ќе се одврати од ними, валијаду биллах. Едно од најбитните користи на овој хадис е теа што исламскиот шеријат се грижи за заштита на имотот, на животот и на честа на луѓето. Возвишениот Аллах азза ва џеле вели: ја ејухаллезина амену ла таакулу амвалакум бейнакум бил батил. О вие кои верувате, им се обраќа на оние кои веруваат во Аллах азза ва џеле и кои се плашат од Аллах субханаху ва таала. Па велит: о вие кои верувате, едни од други на недозволен начин имотите не присвојувајте ги. Немојте да крадите туѓи имот без право.
Od Ebu Hurera radijallahu anhu se prenesува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: "Куллул муслими алал муслими харамун демуху ва малуху ва ирду." На секој муслиман му е харам и забрането од друг муслиман неговата крв, значи неговиот живот, неговиот имот и неговата чест. А во друго предание од Ебу Бекр радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем во време на неговата опроштална худба рекол: "Инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум харамун алейкум ка хурмати јаумикум хада фи шахрикум хада фи беледикум хада." Вели да Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем: "Навистина вашата крв, вашите животи, вашиот имот и вашата чест се неповредливи, се харам и се свети за нас, како што е свет овој ваш ден, во овој ваш месец и во овој ваш град." Нашиот имот, нашиот живот и нашава чест се вредни и се честни, и затоа е харам да посегнеме по ними во секој аспект. Но добро е да се спомени кој е потот или која е заштитата да се зачуваме од присвојување на имотот на луѓето на неправеден начин. Од тие потишта, прво, да се воспита душава на страф од Аллах субханаху ва та'ала. Кога душава ќе имат срам и страф од возвишениот Аллах азза ва џел, валлахи ќе ти е страф да му земаш еден сантин земја на некого безправедно. А да не правиме муабет за ниви или за имоти. Ќе ти е страф да посегнеш по честа на некоја сестра или на некој брат муслиман. Но ове кога ќе си одгоен со страф од возвишениот Аллах азза ва џел. И да има страф од Аллах азза ва џел. Втор начин или втор пот, како да се чуваш од теја да присвоиш туѓ имот, вели човекот во барат и да се труди, да се држи за оне што е дозволено, за оне што е халал, и со теја да биде независен од оне што е харам и што му е забрането. И затоа Исламот рече, го поттикнува на верникот и им наредува да јадат од оне што е добро и од оне што е дозволено, а да се воздржат од оне што е забрането, нечисто и омразено ке возвишениот Аллах азза ва џел. Велит Аллах субханаху ва та'ала: "Ја ејухаллазина амену, кулу мин тајибати ма разакнакум, вашкуру лиллахи ин кунтум ијаху та'будун." О верници, о вие кои верувате, јадете од добрата и дозволената храна со која ние ве снабдивме, и бидете му благодарни на Аллах азза ва џел, ако навистина само него го обожувате. И трет пот, како да се сочуваш од теја да присвоиш туѓ имот, да имаш страф, да бидиш усрамен, понижен, да имаш загуба и посебно да има страф од казната на судниот ден. Неминовно е дека ќе дојде ден кога сите ќе стојат пред Аллах азза ва џел за награда и за пресметка. Во тој момент, оној на кого му е направена неправда, ќе се обеси за тој кој му направил неправда на судниот ден и ќе го барат своето право, па макар да еден сантин од земја. Нема да го остај све додека не го добие своето право. Замисли на судниот ден пред Аллах азза ва џел. Доволно е теја што немаме многу добри дела, доволно е што сме преполни со греој, па дури ќе видиш луѓе кои ќе се обесет за тебе заради неправдата што се ме направил на оваа дуња. Во Сахина имам Ал-Бухари од Ебу Хурейре радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем рекол: "Мен канет индаху мазлематун ли ахихи, фалјетахаллалху минха, фаиннаху лейсе thumma динарун вала дирхам, мин қабли ан юъхаҙ ли ахихи мин хасанати, фаин лам якун лаху хасанатун, ухиҙа мин сејиати ахихи, фатурихат алейхи." Велит Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем. Последен хадис и пазите го убо. Велит алейхи салату ва салам: "Кој има направено неправда кон својот брат,
Neka pobara da mu биде простено. Нека побара халал уште денес. Значи уште на ова дуња, додека не дошол денот, кога нема да има ниту динари, ниту дирхеми, пред да му бидат земени од неговите добри дела, за да му се даде на братот на кого му направил неправда. А ако му снемае добрите дела, ќе му бидат земени од неговите лоши дела и ќе му бидат натоварени на тој кој направил зулум. Ќе му бидат земани лошите дела од оној на кого си му направил зулум и ќе бидат натоварени на тебе на судниот ден. Затоа е обавезание да се покајме ке возвишениот Аллах Азза ва Џел, да бараме опрост ако му направиме неправда на некого и да поборзаме да ја поправиме работава пред да излеземе пред Аллах Азза ва Џеле, кога нема да имат корист појче нити од адвокати, нити од судој, нити од динари, нити од дирхеми. И на крај имаме само едно известување, а те од иницијативниот одбор за доградба на џамијата Мехмед Али Паша Лабуништа. Почитувани браќа верници, со искрена почит и надеж ви се обраќаме во овој значаен момент за нашата заедница. Проектот за доградба на џамијата Мехмед Али Паша во село Лабуништа представува светла визија и заеднички аманет кој бара нашата обединета поддршка. Оваа џамија е повеќе од објект, таа е наш духовен дом, место на заедништво, знаење и мир. Апелираме денес, џума, сите да се вклучиме со доброволна помош, донација и труд, со цел овој проект што побрзо да стане реалност. Секој дена, секој чекор, секое срце што ќе застане за ова дело е сведоштво за нашата вера, солидарност и љубов кон Аллаховите џамии. И на крај, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: кој ќе изгради џамија заради Аллах, Аллах ќе му изгради куќа во џеннет. Аллах да ја прифати сека ваша искрена помош и да ве награди со највисоките степени во џеннет. Есселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.